Добро вечер. Во вечерашниот фасумаголник повторно разговараме за едногодишниот мандат на градоначалниците од регионот. Овој пат наш и ваш гостин, почитувани гледачи, е градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите на канал 8 телевизија. Реков, ќе разговараме за едногодишниот период. Мандатот некако веќе помина една година, на брзина можеби и за вас, а и за нас. Како го оценувате овој период? Па добро, така е. Значи, помина една година, токму на 8 ноември минатата година стапив на функцијата градоначалник на општина Виница. Можем да кажем дека и за мене првата година помина доста брзо. Дали веќе навлеговте во сите проблеми, дилеми кои што ја мачат една локална самоуправа, имајќи предвид дека прв мандат вие ова, досега не сте извршувале ваква функција? Да, досега не сум извршувал ваква функција, меѓутоа бев 3 месеци директор на Државниот комунален инспекторат, така да имам некое искуство во водењето и партиципирањето на власт. Меѓутоа, како што знаете и како што гледате, бидејќи вие сте наши чести гости, гледате дека првата година суштината, темелот на нашата општина веќе се знае и начинот на функционирање како од моја страна, така и од страна на советниците и на општинската администрација, лека по лека, едно по едно веќе почнуваме да решаваме од оно што го планиравме, од оно што се представивме пред граѓаните на општина Виница со мојата програма, со програмата на Советот на општина Виница, и темелот, како што кажав, веќе е оформен и стартуваме со една година еве имавме и отчет. Кажавме се она што е инвестирано во нашата општина во текот на оваа година, она што се планира да се инвестира, за она што имаме донесени одлуки и она што го ветивме пред граѓаните. Ке позборуваме нормално во наредниве минути токму за тоа, ке ни биде дел од отчетот и повторно подсетување во оваа емисија. Меѓутоа, на почетокот би сакал да прашам, за да се реализираат досега овие активности, инфраструктурни и други комунални проекти што ги реализиравте, потребни се пари. На почетокот, таму некаде на преземањето на мандатот, рековте дека наследувате долгови. Расчистивте ли барем дел од нив? Така е, значи, кога дојдов минатата година на позицијата градоначалник на општина Виница, веднаш го видов колкав е долгот. Долгот на општината изнесуваше 96,7 милиони денари, од кои имавме дел отужени, меѓутоа дел се водеа и судски постапки, дел на извршители. Сите овие работи ние ги решаваме. Еве сега заклучно со третиот квартал оваа година долгот на општина Виница е 81 милион денари, вкупниот долг е 81 милион денари, што значи дека за година дена имаме вратено 15 милиони денари. Тоа значи дека ако продолжите со ова темпо, до крајот на мандатот би исчистиле баги од долгови. Значи до крајот на мандатот секако не можеме да го исчистиме целиот долг, бидејќи јас во долгот го сметам и двата кредити кои што претходниот градоначалник ги има земено. Тоа се два кредити во вкупна вредност од 51 милион денари, така да тие два пати во годината се плаќаат по 2 милиона и 600 илјади денари во месец февруари и во месец август исто така 2 милиона и 600 илјади денари. Значи тоа се 5 милиони и 200 илјади денари, каде што грејс периодот е до 2026 година. Која е формулата? Како да се заштедат пари за да може да се враќаат долговите, а во исто време и да се инвестира во нови проекти? Рентабилното работењето со усул, работењето пред се во интерес на граѓаните, нормално штедењето, максималното штедење кое што може општината да заштеди и нормално плаќањето на редовните давачки, тоа се комуналните такси кои што граѓаните си ги плаќаат редовно, како и даноците, фирмарините и сите оние давачки кои што некои од фирмите со години наназад ги немаа платено. Кој од проектите кои што беше реализиран во изминатиот едногодишен период, кога вие би го оценувале, би го оцениле како најважен што е реализиран или е барем започнат и се гледа неговата крајна завршница? Па јас можам да кажам дека за овој краток период или за долг период од 365 дена имаме реализирано повеќе од 50 проекти. И секој проект за мене е значаен.
Значаен е не само во делот на инвестицијата и сумата која што вреди како проект, значаен е и од аспект на интерес на граѓаните. Не можам да кажам дека првиот проект кој што го реализирав, а тоа е водоводната мрежа во село Грлани за Мало Трајановци, дека не е значаен иако вредноста е некаде околу 160.000 денари, или вредноста на филтер станицата на жителите на село Трсино, која што е повеќе од 7 милиони денари, вредноста дека е и тој за мене е значаен, бидејќи и таму луѓето со години чекаат да се реши нивниот проблем. Во Трсино, например, Трсино е село кое што каде што живеат 730 жители и замислете, последните 20 години нема чиста вода за пиење. Еве сега, при крај сме со реализација на станицата за вода или филтер станицата, како што ја народски ја кажуваме сите. До крајот на јануари треба да биде готова, да биде пуштена, се менја нов резервоар, исто така нов дозер за хлорирање, така да овие жители се доста задоволни. Меѓутоа морам да истакнам и други проекти кои што мене посебно ме радуваат, а тоа е изградба на спортска сала во основното училиште Славчо Стоеменски. Инвестиција вредна 25 милиони денари. Дел од овие средства или поголем дел се обезбедени од Министерството за образование, меѓутоа еден дел се обезбедени од страна на општина Виница. Сите знаат и сите граѓани на општина Виница знаат дека нашата спортска сала, капетан Кирчо Димитриев, се градеше повеќе од 30 години. Еве сега за 8 месеци ќе имаме нова спортска сала во нашиот град, тоа е во основно училиште Славчо Стоеменски, кое ќе се изгради само за 8 месеци. Парите ги добивате од државата како помош? Да, значи, знаејќи го скромниот буџет колку што имаме како општина, ние со техничките документации кои што веднаш се зафати по доваѓањето на функцијата градоначалник, аплицирајќи на соодветните места каде што треба да аплицираме, најголем дел од средствата ги добиме од владата на Република Македонија, од министерствата, добивавме средства од UNDP, од УНИЦЕФ, добиваме средства од Швајцарската агенција за развој и обнова и од многу други институции каде што ние како општина секојдневно аплицираме и сите повици кои што ни се на расположливи, кои што ни се дадени да можеме да аплицираме, на сите повици ние веќе учествуваме и едноставно техничките проекти ги даваме континуирано по потребите кои што се во интерес на граѓаните, меѓутоа и по повиците. Се со цел за да можеме да се вклопиме во датумот кога ќе се распишат повикот, ние да имаме готова техничка документација, да бидеме меѓу првите, бидејќи има дел од институциите каде што има прв аплицирал, прв добил. И ние сме едни од општините каде што цело време трчиме да бидеме меѓу првите. Колку имате подготвено готови проекти за да можете да аплицирате, да добиете пари? Значи за оваа година дена имаме повеќе од 10 проекти, технички документации направени. И веќе за нив можете да аплицирате, да поднесете? Па да, веќе аплициравме, сега имаше повик, последниот повик е преку агенцијата, Министерство за земјоделие, преку агенција за рурален развој. Тоа е, аплициравме за пат за 3 села, а тоа е за Драгобршта, Грлани, Калиманци. Тоа е патот помеѓу Капетанци, Балинци, Витлари. Значи, направивме техничка документација, аплициравме и сега чекаме да видиме како ќе биде будувањето страна на агенцијата. Во отчетот што го имавте пред неколку дена и споменувањето на проектите кои што ги наброивте, една анализа покажува дека имате голем број проекти кои што се наменети за населените места во општината. Што е со градот? Кажав дека во градот, кажав и за градот. Значи во градот асфалтиравме 6 улици. Значи тоа се улицата, една од најстарите улици, тоа е улицата која што води до градскиот пазар, улицата Илинденска, во должина од 400 метри. Значи целосно ја реновиравме и асфалтиравме, потоа асфалтиравме улица во Ромско мало, улицата Братство единство, ја асфалтиравме во градот улицата Јане Сандански, Видео Смилевски, Рајко Жензифов, 4-та Македонска.
сите овие улици ги асфалтиравме во градот. Меѓутоа во градот заменивме и водоводна мрежа во должина од 3698 метри, инвестиција вредна 6,5 милиони денари. Во градот исто така неколку крака направивме на канализациона мрежа, водоводна мрежа, каде што надвор од овој проект кој што го спомнав, каде што тоа беа единични краци, каде што луѓето има проблеми со години и во градот најголем дел од средствата ги вложивме токму во овој дел. Она кое што е посебно за одбележување секако се проектите за асфалтирање и пробивање улици. Дел од нив веќе споменавте, а дел се однесуваат не само за Виница, туку и имаат и регионален карактер, поврзување со Делчево преку Бигла, а и од другата страна преку Браната Калиманци. Значи, еден од покрупните зафати беше асфалтирање на патниот правец од Превалец преку село Истибање до село Калиманци. Тоа е во Виничка територија, тоа е некаде околу 12 километри. За овој можам да кажам за овој патен правец, бидејќи беше влезен, аплициран од наша страна, влезен во програмата на владата на Република Македонија. Меѓутоа, со подоаѓањето на функција градоначалник, јас се соочив веднаш после 10-15 дена се соочив со голем проблем, а тоа е голем одрон имаше на целото Истибање. И отидов на лице место, видов дека одроните се доста големи, веднаш се слушнав со министерот за транспорт и врски. Разговарајќи со него, му објаснувам кој проблем го имам, бидејќи не беа предвидени пари за минирање на најкритичните места помеѓу село Истибање и село Калиманци. И тука едноставно 10-15 минути разговараме со министерот. На крајот затворивме, јас исликав, му ги пуштив сликите на министер и тој ми се Ивица, ово многу лошо. Викам, да, многу лошо. По овој разговор веднаш на наредната седница мислам дека е на владата или не знам од средствата до обезбедени од страна на Министерството за транспорт и врски, беа до обезбедени средства за минирање на 4 најкритични места. И сега можеме да видиме дека патниот правец од место Превалец преку Истибање до Каменица, село Калиманци, каде што и тоа е во Виничка општина, до Каменица, дека најкритичните места се минирани и е направен тампон зид со камен, каде што жителите на цела наша држава можат да мирно и спокојно да патуваат. Што е со другиот патен правец кој што е алтернатива на овој? Алтернативниот патен правец кој најмногу ги за сега нашите граѓани на општина Виница, кој најмногу ние го користиме, бидејќи кратеме до граничниот премин со Делчево, кратеме некаде околу 9,5 километри од градот Виница, а од селата, пошто имаме таму 6 села кои што секојдневно го користат, ова е еден од подобрите, можам да кажам, и поприфатливи проекти за граѓаните на општина Виница, бидејќи знаеме дека 2 километри само беше проширен. Ние имавме останато уште 8,5 километри од наша страна и 5,5 километри од Делчевска страна. Заедно со градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски, бевме кај директорот на јавното предпријатие за државни патишта, каде што баравме да ни се одобри средства за проширување на овој патен правец, бидејќи патот беше во должина некаде 3 метри, некаде 3,5 метри. На почетокот ни одобрија средства за по 2 километри. Меѓутоа, јас потоа одев на повеќе наврати и ни дадоа по 20 милиони денари, потоа ни дадоа на нас уште 12 милиони денари. Со тие 12 милиони денари, заедно со изведувач беше Македонија пат, заедно со директорот се договоривме да тампонот и земјата биде од наша страна да обезбедиме, се со цел за да можат тие повеќе да асфалтираат. И така е, тие асфалтира повеќе, меѓутоа не стигнавме до село Трсино. Веднаш разговарав повторно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта, каде што отидов, разговаравме и се договоривме преостанатите средства кои што стојат од разни други патишта, средства имаше некаде околу 20 милиони денари. Од тие 10 дадоа повторно на нас и можам да кажам од предвидени 2 километри кои што беа предвидени за оваа година, ние асфалтиравме 6,5 километри. Патниот правец од 3,5 метри го проширивме на 5 метри. Најкритичните делови, пропусти каде што ги имавме, тоа беше еден доста лош дел меѓу селата Трсино и Трстија, се санираше, беа ставени цевководи
и така да ни останува на наша страна уште 2 километри кои верувам дека следната година ќе ги реализираме, а од Делчевска страна остануваат уште 3,5 километри. Освен патната мрежа, неопходно е ангажман и во делот на другите комунални прашања, решавање на водоснабдувањето и канализацијата. Дел од нив нешто споменавте, меѓутоа знам дека дел од селата се уште макамачат со водоснабдувањето. Лески е пример, иако е едно од поблиските села, сепак се уште жителите немаат добро водоснабдување. Така е, минатата година село Лески има проблем 6 месеци да немаат вода за пиење. Ние, бидејќи не бевме спремни во тој момент кога дојдов како градоначелник, немаше оставена техничка документација за решавање на овој проблем. И веднаш започнавме со реализација на техничка документација. Еве сега имаме нова техничка документација за проширување на станицата за вода во Виница, а со тоа и уште една техничка документација за поврзување од градскиот водовод во Виница до село Лески. Оваа техничка документација ќе аплицираме до Министерството за транспорт и врски и верувам дека следната година ќе ја добиеме, бидејќи ни е доста значајна за жителите на село Лески. Меѓутоа, не ги оставивме жителите на село Лески да чекаат уште една година за да имаат проблем. Оваа година за среќа немавме проблем, меѓутоа ние најдовме и друга алтернатива, а тоа е копавме бунари на Плачковица, ги поврзувавме каде што ископавме некаде околу 11 бунари, од кои што на почетокот имаше околу 7 имаше вода, меѓутоа сушниот период остана 4. Овие 4 бунари ни беа алтернатива за жителите на село Лески да се допунуваат резервоарот кој што го има, да се допунува и да немаат проблем со водоснабдување. Инаку имавме проблеми во село Дргобрашта, тамо направивме бушотина, ги поврзавме со резервоарот. Како што истакнам во Грлани, во село во Мало Трајановци, поврзавме 1500 метри од бушотината од Мало Стаменковци до Мало Трајановци и овие жители имаат вода. Во исто така во Грлани, во три мала ги поврзавме со нов резервоар, тоа са Петревци, Беловци и Мајсторци. Тоа е во делот на водоснабдување, меѓутоа решававме и проблеми во делот на канализациона мрежа. Решававме проблем, посебно канализациона мрежа, можем да истакнам во село Градец, каде што на 3 улици го решивме проблемот со канализација, така да Градец остана уште еден мал крак, една улица каде што нема канализација и верувам дека следната 2019 година и тој ќе го решиме проблем. Останува Лески исто така со 2 крака на канализациона мрежа кој треба да го решиме во 2019 година и најголемиот проблем во дело на канализациона мрежа е село Липец, каде што тамо воопшто нема канализација. Дел од канализацијата и проблемот околу испуштањето на фекалните води е и нивното прочистување. Започнавте на иницијатива со Швајцарската агенција за соработка, за развој. До каде е работата? Значи, во месец септември почна физибилити студија за испитување на колекторски систем, за нов колекторски систем и за прочистителна станица во Виница. Или, доколку можеме да се вклопиме на прочистителната станица која што се гради моментално во село Мојанци во Кочанско. Ова физибилити студија треба да заврши до крајот на годината, со што Швајцарската агенција за развој и инвестиции ќе ни даде кои се солуциите, кои се можностите ние како општина и како можеме, дали треба да се приклучиме на пречистителната станица во Кочани, со што ќе се намали нормални сметките за вода на Виница и Кочани, бидејќи ќе се поделат, или треба да градиме нова пречистителна станица во Виница. Значи, чекаме резултати од физибилити студија. Ова физибилити студија средствата беа обезбедени од Швајцарската агенција за развој, каде што ни дадоа 150.000 швајцарски франци. Актуелно е загадувањето пред се на воздухот. Каква е состојбата во Виница? Слушаме дека во скоро сите општини има покачено зголемување? Така е, значи во сите општини има покачено зголемување на нечистиот воздух, тоа е на PM частиците, меѓутоа ние како општина за сега ситуацијата не е толку алармантна, значи за разлика од Кочани, каде што Кочани гледаме дека имат доста големи проблеми, ние имаме проблеми со дивата депонија, често ја палат,
Тоа се луѓе кои што одат, собираат олово, железо и разни продукти се со цел за да можат да екзистираат, и тука ни доаѓа, често пати ни доаѓа чурлават и загаданиот воздух во градот, кај што ние го осеќаме, бидејќи депонијата се наоѓа меѓу Виница и село Лески. Тоа веројатно ќе биде решавано со она регионална депонија која што се најавуваше кај Свети Николе. Не знам докаде е сега работата, меѓутоа веројатно имате и за тоа информација. Да, значи често имаме состаноци градоначалниците на источниот и североисточниот регион. Предвидена е регионалната депонија да биде кај Мечкуевци, тоа е во Свети Николе, меѓутоа таму има некој проблем, значи кој што го најави градоначалникот на Свети Николе, очекуваме дека ќе биде решен. Ние од наша страна, од страна на сите градоначалници на источнопланскиот регион, сите оние одредби кои што требаше да поминат од наша страна, помина, се чекаме да се реши овој проблем кој што го имаат Свети Николчани. Пред да преминеме на другите теми, само уште една која што некако вообичаено се врзува барем и на централно ниво, загадувањето на воздухот и кучињата скитници во последно време, вообичаено двете теми една со друга. Каква е состојбата во Виница? Имате ли бездомни кучиња и колкав е нивниот број? Како го решавате тоа? Значи со кучињата скитници секоја општина има проблем. Тоа го зборевме минатиот пат, еви сега ќе го кажеме. Ние распишуваме тендер за собирање на кучињата, за нивна кастрација и потоа на нивно враќање. Така да, како што има секој град проблем, и ние како општина имаме проблем. Моментално немаме стационар, еве гледам дека Штип направил стационар, меѓутоа сега се соочува со проблемот кој ќе го раководи овој стационар. Сега најверојатно ќе распишуваат јавно-приватно партнерство или ќе го доделат на некоја институција. Се најавуваше регионално решавање на овој проблем, регионален стационар, докаде е таа работа? Значи, пред некој ден го слушав и премиерот на едно обраќање во владата, дека проблем со кучињата ќе се решава на државно ниво. Вред, сега би сакал да преминеме на друга тема, која што се однесува на социјалното згрижување, на лицата од социјално ранливите категории и детската заштита. Каква е состојбата во тој поглед? Имавте некакви веќе активности, проекти? Дел се реализирани, дел веројатно и во наредниот период. Така, значи најзначаен проект кој што треба да се реализира е во почетокот на 2019, а тоа е изградба на социјална зграда во нашата општина. Овој проект помина, значи ние дадовме локација, комуналиите ќе бидат од наша страна платени, додека преку Министерството на транспорт и врски ќе биде инвестирана. Тоа е веднаш до јавното комунално предпријатие Солидарност, каде што треба да се изникне зграда со 39 станови и деловен простор. Нормално критериумите кои што ги задоволуваат стандардите и кои што треба да ги добијат лицата, ќе ги спроведе Министерството за труд и социјална политика. Исто така ние како општина помагаме и за дневниот центар за лицата со посебни потреби и сите оние лица кои што имаат проблеми пред се од социјална заштита, ние како општина еднократно даваме секој пат помош. Во делот на детската заштита, згрижувањето на младите? Значи и тука сме транспарентни, секојдневно сите проблеми кои што ги имаме, пред се во тој дел ги решаваме, значи институциите кои што се надлежни во тој дел доаѓаат, решаваме. Еве пред некој ден потпишавме и договор 3 општини, а тоа е Виница, Штип и Пробиштип за со институцијата инклузива за заштита на децата и на лицата со посебни потреби. Нешто споменавте околу грижата во делот на образованието со изграбата на спортската сала, меѓутоа веројатно и други обврски превземате за подобрување на условите во школството. Така, значи јас кога дојдов градоначалник, училиштата беа должни некаде околу 5,5 милиони денари. Сега долгот на сите училишта е помалку од 1 милион и 600-700 илјади денари. Во која област? Превоза, веројатно? Главно е во делот на превоз, меѓутоа имаше и други средства кои што не беа платени. Ние како општина со донесувањето на новиот закон или само неколку уредби од законот за јавен превоз донесовме одлука, а тоа е за општински линии, така да на последниот совет на општина Виница донесовме цени кои што беа прифатливи од страна на сите советници, а тоа е за општински линиски превоз, така да постепено долгот
за превоз, долгот на училиштата се намалува и очекуваме дека до крајот на годината ќе биде целосно и реализиран. Делот на спортот и културата исто така беше спомнат во делот, во отчетот што го имавте. Рековте дека една солидна сума инвестирате за спортските здруженија. Сите спортски здруженија кои што имаат годишна програма и кои што ја доставуваат до нашата општина, оваа година им беа доделени парични средства на сите. Значи беа доделени 1.500.000 денари за сите спортски здруженија, од кои што најмногу за фудбалскиот клуб Слога нормално, бидејќи тој бренд обстојува од 1934 година, меѓутоа и сите успешни наши спортисти. Еве пред некој ден имавме правак во женска конкуренција во маратон. Тоа е атлетичарката Адријана Поп Арсова со потекло од село Липец, меѓутоа наш жител на нашата општина, ние дадовме една кратна помош, меѓутоа разговаравме, сакаме да ја вклучиме во програмата на Советот и за следната година максимално колку што можеме да ја помогнеме. Помагаме и на нашите клубови како што е Лидер, кој што боксерски клуб, кој што често на балкански првенства, на домашни првенства, тие спортисти често донасаат медали. Помагаме на Тороспорт ракометен клуб, на Бошевски ракометен клуб и на многу други клубови и здруженија кои што бараат помош од општина Виница. Ние секој пат сме расположливи за помагање на пред се на младите кои што се вклучени во делот на спортот. Што се однесува во делот на културата, јас да не бидам толку скромен, меѓутоа ќе кажам дека согледувајќи ги културните настани кои што општина Виница ги имаше, можеме да се вброиме во еден од градовите кај што има најмногу манифестации. Еве вчера имавме една манифестација, тоа е детски фестивал. Меѓутоа јас ќе почнам со ред. Најпрво почна Виничките Тодорови траки, потоа празникот на градот Павловден, кој што манифестацијата траеше 7 дена, тоа беше почна од 12 јули. Продолживме со 74 години ослободувањето на градот, кај што манифестацијата траеше 4 дена. Веднаш после 3 недели после оваа манифестација следуваше една неделна манифестација на Истибанското здраво живо. Сега пред 10 дена заврши фестивалот на хумор и сатирата In Виница Веритас, кој што исто така траеше 6 дена и еве како што кажав вчера заврши детскиот фестивал. Меѓутоа не се само тие активности во делот на културата, ние континуирано имавме детски представи, имавме проектирање на филмови, изложби, театри. Значи во текот на цела година граѓаните или жителите на општина Виница, па голем дел и на соседните општини доаѓаа и ги посетуваа сите овие настани кои што општина Виница заедно со помош на Домот на културата Тошо Арсов и музејот Теракота ги организираше во текот на оваа година. Имаме ослободувањето на градот Виница, ние прв пат манифестација која што одржуваме. Исто така и детскиот фестивал е прв пат манифестација која што одржуваме. Додека Павлоден се одржуваше само еден ден, сега ја проширивме со цела недела и така да сите оние настани кои што веруваме дека граѓаните на општина Виница се желни да ги видат, ние сме расположливи да ги реализираме. Сега една друга тема би сакал да одгатнам. Каква е соработката меѓу градоначалникот и советниците, членовите на Советот, имајќи предвид дека барем она што може да се забележи на седниците, прилично солидно има усогласеност во работењето? Добро, значи работиме заедно со сите советници. Еве сега формиравме нова комисија за организирање на настаник, каде што мој предлог беше да има представник еден од советниците на опозицијата, еден од советот од позицијата или власта. И така и се сложи. Значи најголем дел од средствата или од одлуките кои што ги донеса Советот, а се во делот на инфраструктура, имаме сите заедничко изградено мислење. Значи Виница мора да биде град
кој што сите ние ќе се гордееме, сите сите кои што живееме во цела општина Виница и сите проекти кои што можеме и е потребно да се аплицираат до секаде, сите заеднички, сите советници заедно ги решаваме и ги донесуваме сите одлуки кои што се најдобри пред се за граѓаните на нашата општина. Имате ли подршка од општинската администрација во реализирањето на проектите, бидејќи дојдовте како нов градоначалник кој што мораше да воспостави веројатно и нови односи внатре? Така е, значи со администрацијата исто така имам добра соработка. Секојдневно сме на терен, секојдневно разговараме што е она конкретно приоритетно за нашиот град, за нашата општина, ги решаваме, така да и дел од администрацијата можам да кажам дека доста солидно си ја врши својата работа. Впечаток е дека иако се очекуваше дека градоначалниците од СДСМ кои што ќе бидат блиски на партијата на власт која што е на централно ниво, полесно ќе добиваат пари за своите проекти, меѓутоа се случи една ситуација која што беше и во претходниот период, кога сегашната опозиција ја имаше власта, па имаше голем број градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ, а и централната власт беше на ВМРО-ДПМНЕ. Сакав да прашам колку е лесно сега да се изборите да добиете средства од државата, имајќи предвид дека конкуренцијата е навистина силна, поголем број од градоначалниците се од вашата партија. Така е, значи ние сите градоначалници аплицираме, како што истакнав и претходно, до повици, на сите повици кои што ги распишува владата на Република Македонија, министерствата, агенциите и се оно од каде што можеме да добиеме пари. Меѓутоа, пари од владата на Република Македонија ни една општина нема да добие доколку нема готова техничка документација. Така да, ние мораме да работиме, уште да работиме на техничка документација, на нови проекти, се со цел доколку сакаме да добиеме што е поголем дел од колачот кој што владата на Република Македонија ги дели. Нормално, значи критериумите се исти за сите, има бодување, сите ги знаеме критериумите и на крајот да гледаме која општина колку добива. Врски и познанства со одредени личности во министерствата? Па добро, имаме врски и познанства, меѓутоа како што истакнав, критериумите се главната одлика која општина и колку средства ќе добие и колку проекти. Неодамна кажавте дека очекувате пари од помошта што државата, односно владата ја вети за помош на општините. Искажавте една сума која што навидум изгледа многу мала и можеби лесно можете да добиете. Значи јас кажав сума која што мислам дека ќе биде реализирана, меѓутоа ќе видиме со донесувањето на законот колкава сума ќе биде дадена на општините. Како што слушавме од страна на премиерот, кажа дека кредити нема да бидат враќани. Имаме голем дел кредити кои што ќе кажам дека минатиот градоначалник, минатата администрација зедоа, не знам точно дали тие беа исплатливи, граѓаните треба за тоа да одлучат. Јас ги враќам и не јас само што ги враќам, туку да граѓаните ги враќаат и ќе ги враќаат до 2026 година. Мислам дека ќе се доделат финансии во делот на кај општините кај што са блокирани сметките. За среќа општина Виница не е блокирана, меѓутоа имаме отужени средства, тоа са 5.700.000 денари за плоштадот Ангел Винички, тоа мора граѓаните на општина Виница да го знаат. Долгото стана уште толку и 1.300.000 денари до Елем. Тоа са некаде околу 7 милиони денари, доколку владата одлучи со законска регулатива да враќа 51%, ние ќе добиеме некаде околу 3.500.000 и 600.000 денари. Доколку владата на Република Македонија одлучи да се враќа од основниот долг, нашиот основен долг е некаде околу 32 милиони денари, така да тука би требало да добиеме нешто повеќе од 16 милиони денари. Не е само помошта од државата, можности постојат и од европските фондови. Овде е прекуграничната соработка со Република Бугарија. Очекувате ли и оваа година што доаѓа да добиете нови пари? Нормално и таму аплициравме со 3 проекти. Едниот проект во првата фаза, во првото будување испадна, останаа 2 проекти. Морам да истакнам дека до крајот на овој месец има уште едно будување и од тоа ќе зависи дали ќе добиеме некој од проектите. Ние аплициравме со монтажна бина и аплициравме со
реконструкција на фасадата, столаријата и салата на киносалата во општина Виница. Овој проект, реконструкција на киносалата, моментално е на ранг листата на трето место, доколку и со последното ободување остане на трето место, значи овие средства некаде околу 200-250 евра ќе ги добиеме. Овој проект го аплициравме заедно со нашата побратимена општина од Република Бугарија, Банско, така да и тие очекуваат, имат реконструкција на Дом на култура, ние имаме реконструкција на киносала, очекуваме дека овој проект, кој што беше прв проект или прва техничка документација, јас кога дојдов градоначалник што го распишав, очекуваме дека ќе биде реализиран во текот на следната година. Значи, резултатите ќе ги знаеме на почетокот, мислам дека до 10 декември ќе ги знаеме резултатите. Дали киносалата во општина Виница ќе биде реконструирана. Овој проект го споменавте на крајот од вашиот отчет како најава за она што ќе следи во 2019-та, меѓу нив беше споменато и инвестирање во сообраќајната инфраструктура, односно изградба на еден кружен тек, а го споменавте и покривањето на градскиот пазар. Колку пари тоа ќе чини и од каде пари? Вака сега, значи моментално се работи на техничка документација за изработка на кружен тек. Тој се работи кружниот тек ќе биде кај кафичите или на влезот на булеварот Маршал Тито, каде што таму фреквенцијата на возила е доста голема, сообраќајницата за жал не е многу лоша воспоставена. Работиме не само на документацијата за кружниот тек, туку работиме истиот проект се работи на канализација, фекална канализација и на атмосферска канализација. Така да овој проект доколку се вклопи во рамките на возможностите, очекуваме дека следната година ние како општина ќе го реализираме со пари од буџетот на општина Виница. Го спомнавте покривање на градскиот пазар. Јас само ќе кажам дека на градскиот пазар, блок 18 дел 4, каде што се наоѓа, немаше донесен детален урбанистички план. И не ми е јасно како претходниот градоначалник или мојот против кандидат кажуваше дека ќе биде реализиран. Еве ние оваа година започнавме распишавме конкурс за донесување на детален урбанистички план на градскиот пазар. Тој се работи, очекуваме до крајот на годината да биде аплициран до Министерството за транспорт и врски и доколку биде одобрен, нормално дека ќе правиме техничка документација, бидејќи нема, пак ќе кажам, не знам кои са критериумите за некој да каже дека ќе гради градски пазар, а нема детален урбанистички план, нема техничка документација, а тој ќе го градил. Еве, јас кажувам етапно како ќе биде. Значи, кога ќе се донесе деталниот урбанистички план, ќе распишеме техничка документација за изградба на затворен пазар. Откако ќе се распише техничка документација, ние ќе смогнеме сили дали од наши пари, дали од пари на државата, трансгранична соработка, источно-плански регион или било која институција која што дозволува пари за изградба на ваков објект, ние ќе аплицираме и се надевам дека до крајот на мојот мандат и градскиот пазар во Виница ќе добие еден нов, модерен и урбан лик. Освен за овој дел од Виница, каде што немало детален урбанистички план, има ли и други делови од градот каде што е потребно? Да. Можеме да кажеме дека детални урбанистички планови во градот има донесено некаде околу 40%. Ние донесовме оваа година 2 детални урбанистички планови, во крајна фаза е уште еден, значи имаме некои ситни проблеми кои што мислам дека до крајот на годината ќе ги решиме, тоа е во делот на индустријската зона на влезот на Виница према Кочани. Исто така поднесени се и други детални урбанистички планови кои што моментално се работат. Тоа е на блок 6, тоа е покрај кеот на Градечка река, не од кај страна на ливадите, од другата страна. И влезот спрема АМСМ, значи овој дел работиме на изработка на техничка, на донесување на детален урбанистички план и оваа година аплициравме до повикот кој што го распише Министерството за земјоделие за донесување на детални урбанистички план, тоа е во Ромско мало, во Истибања, Блатец, Лески и Градец. Тие се поголеми села, бидејќи таму нема, доколку Министерството одобри средства за дел од
урбанистички планови ќе бидат финансирани од нива страна, доколку не општина Виница ќе биде таа која што ќе распише конкурси и ќе аплицира, ќе распише конкурси и ќе почнат да се изработуваат деталните урбанистички планови токму за овие места кои што ги напоменав. Веројатно ќе останат неодговорени повеќе прашања кои што граѓаните ги интересираат, меѓутоа ние следејќи ги вашите активности дневно во информативните емисии, веројатно ќе покриеме и дел од нив. При крајот на овој разговор би сакал само да ми кажете лично и како граначалник, и како човек, дали сега, после една година, оценувате дека можеби оваа функција и не била она вистинската која што ви одзема премногу можеби енергија и време за да ја извршувате? Како ја оценувате? Па добро, функцијата граначалник нормално дека сама по себе води многу активности, многу работи кои што мора личноста или граначалникот да се откаже од нив. Бидејќи јас имам работено 10 година пред да бидам граначалник во приватниот сектор. Сите знаеме како се работи во приватниот сектор, колку часови се работат, така да јас ја применив ова формула и во општината. Меѓутоа времето кое што го губам е секојдневно, не го губам, туку го работам е секојдневно со доста часови во текот на денот, па и ноќта. Затоа дали сум добро, дали сум успешен и дали добро ја водам општината, одлучуваат граѓаните. Ќе ги следиме ние вашите активности и работењето преку дневното информирање. Вообичаено тоа го правевме и досега. Очекувам дека ќе имаме соработка и ќе имаме можност повторно да се видиме во текот на наредниот период до крајот на мандатот овие 3 години. Да, така е. Ние сме тука и до сега бевме отворени спрема вас сите медиуми. Меѓутоа ние сме тука отворени спрема сите граѓани на општина Виница. Вие сте тие кои што одлучуваат и ја даваат сликата пред граѓаните, презентирате се она што ние како општина работиме, дали добро или не, а граѓаните кои што ни ја дадоа довербата, мене за граначалник и советниците, се тие кои што одлучуваат дали ја заслуживме оваа функција, оваа позиција која што имаме, дали треба да продолжиме на овој начин да работиме или нешто да менуваме во нашето работење. Ви благодарам уште еднаш за поканата и нормално дека јас секој пат сум расположен за вас. Ивица Димитров, граначалник на општина Виница, беше вечерашен гостин, почитувани гледачи, во Сумаголник. Повод беше едногодишниот мандат од неговата функција како граначалник. Благодарам за вниманието и пријатно.